Драги гледачи, наш денешен соговорник е младата и талентирана музичарка од Прилеп, Јана Мрчевска, која што пред само неколку денови го имаше своето деби на нашиот најпрестижен, најзначајен и најдобар фестивал за забавна музика, а тоа е фестивалот Макфест. Па Јана, морам првото прашање да биде поврзано со Макфест, односно бидејќи се уште си под големи импресии од твојот настап, како помина и како си задоволна твоето учество на, како што кажаме, првиот Макфест? Здраво, прво добро ве најдов. Да, уште сум под големи импресии и многу убаво си поминав, многу беше убава организацијата. Прв пат учествував на ваков некој голем фестивал и настан, најголем во Македонија, и беше многу беше забавно. Се запознавме со многу други музички имиња, си дадовме своји искуства, некои пораки како можеме да се подобриме. Јас се представив со песната Убава и храбар, која напиша Иле Спасев, а текст напиша Борче Нечовски, и стварно предобро искуство со кое носам многу добри спомени. И се надевам дека можеби следната година ќе се видиме пак на Макфест. Доколку нешто би променувала, што би сменила еве од ова годинешно искуство? Па, јас бев најмала таму, имам уште 16 години, утре ми е роден ден, ќе полнам 17, така да бев можеби малку повеќе под некоја трема него останатите, така да можеби би сакала да бидам поопуштена, да уживам во секој момент и да го дадам најдоброто од мене. Многу пати сакам да сум сама, тогаш тебе нежно те замислувам. Нешто убаво се случува, срцево, умот ми го збунува. Цело време ти ме шеташ, одиш горе-долу. Спомна дека настапи со песната Убава и храбар, за која што исто така издаде и видео. Да, премиерата на видеоспотот излезе вчера, на 27 октомври, кој го снима во Скопје. Го снимаше Јордан Јоце и мислам дека убаво е секоја песна да си има свој видеоспот, да се означи таа песна, така да сите кои што сака може да го погледне видеоспотот на YouTube каналот Јана Мрчевска. Дали овој видеоспот е твој првенче или имаш претходно и други? Па можам да кажам дека е првенче за нешто повозрасно. Имам и други, но имам уште еден, но тоа беше на детска песна, затоа што учествував на детски фестивали и имам 3 детски песни, но ова беше моја прва, да кажам, песна за возрастни, веќе во возрастниот дел од музиката, така да ова го сметам за мој прв голем проект. Спомнам дека имаш учествувано и на други фестивали, кои се тие и какви награди се Јана Мрчевска има освоено досега? Имам учествувано на други интернационални фестивали, имам и детски, имам и за повозрастни. Последно сум била во Штип на меѓународен фестивал за пеење. Исто така имам учествувано во Нови Сад, на Шкољкице, каде што во Штип освоив прво место, во Нови Сад освоив второ. Бев во Словенија, каде што таму освоив престижна награда за пеењето. Таму немаше место, туку имаше престижни награди. Исто така бев и на доста онлайн фестивали и надпревари, како што бев во Њу Јорк, во Америка, таму исто освоив прво место и уште многу други. И тука исто на нашиот фестивал во Прилеп во Звездички сум учествувала 3 пати, имам последниот пат освоив прво место. Може би ова прашање требаше да го поставам на почетокот, но некако почнаме со Макфест и големите импресии. Како започна целата приказна помеѓу Јана и музиката? И зошто? Па, од многу мала ја сакав музиката. Уште од моја 6-годишна возраст почнав да одам во музичкото училиште во основното, Ордон Михајловски Оцка, во Прилеп, каде што таму прво почнав со одсек пијано, каде што одев 6 години на пијано и потоа продолжив на соло пеење. И од секогаш сум имала желба за да настапувам, да бидам на сцена, исто така одев и на танц, а тоа е сето поврзано со музика. И уште од мала имам одено, како што кажав, на детски фестивали, така да можам да кажам дека музиката во мене цело време беше љубовта кон музиката. Сега продолжува со соло пеење во Илија Николовски, Луј во Скопје.
Да, сега сум трета година моментално. Одсек сум теоретичар, но мојот први инструмент е пијано, а втори инструмент е солопење. И оди интересно, оди добро, сепак сум во тој музички свет. И можам да кажам дека сум за сега задоволна од училиштето и како се одвиваат работите, затоа што држиме и концерти, училишни концерти, на кои исто така може многу да се научи од нив. Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може да те замени? Пред Макфест имаше исто така еден доста добар и значаен проект на кој што и ние присуствувавме во Крушево. Тоа беше оваа година по повод 43-тиот роден ден на нашата најголема музичка звезда Тоше Проески. Направи еден сплет од негови најголеми хитови. Тие имаат исто и видео, но Јана Марчевска беше дел и од програмата во неговиот спомендом, како што кажаме, во највисокиот град на Балканот. Да. Зошто Тоше? Зошто токму овој проект? Тоше ми бил идол, ми бил инспирација од мала, од кога почнав да знам за музика. За жал немав никогаш можност да го запознам, но од секогаш на некој начин се одгледував на него. Тој има многу емоции во него. Кога ќе гледав настап некој негов, гледав колку имал тој стварно само љубов кон музиката и колку тоа го работел со среќа, со задоволство. И сакам и јас да ја сакам музиката, да работам со среќа, со задоволство. И да, тој од секогаш ми беше идол и мислам дека тој секогаш ќе остане наша вечна звезда и дека никогаш нема да биде заборавен. И затоа и го крстив овој проект. Тоа беше сплет на песни негови, Вечна звезда, затоа што тој за мене секогаш ќе биде вечна звезда и секогаш мислам дека ќе ги слушам неговите песни и ќе го гледам како моја инспирација. Тешко ли беше да се реализира тој проект? Па секој проект има своја тежина, така да можам да кажам дека беше малку тешко, но кога ќе работиш нешто со љубов и со задоволство, никогаш не е нека голема тежина која не може да се издржи. Но беше тешко затоа што беше проект посветен на многу голем и значаен човек за нас. За талентираните музичари како тебе нема застој, нема застанување, нема паузи, помина Макфест, треба да следи нешто ново. Што може да го очекуваме од тебе и кои се твоите идни планови? Па планирам доста проекти во иднина, кои некои веќе се почнат да се спремаат, некои уште се работи на нив, уште се планираат, но планирам можеби некоја нова песна, уште една после Макфест. И за сето тоа ќе бидете известени на моите социјални мрежи, на Инстаграм, на Фејсбук, на која сум Јана Марчевска подпишана, така да тама можете да видите, да не откривам многу. Така е, нека остане изненадување за фановите. Уште нешто ти благодарам за овој разговор и нека е среќен утрешниот роден, како што кажа, полни 17 години. Да, ви благодарам.